Добар ден, Македонијо. Добар ден, убава Македонијо. Добар ден за сите наши луѓе од третата изборна единица. Добар ден за верниот исток на Македонија. Добар ден за Велес, Штип, Кочани, Крива Паланка, Пробиштип, Делчево, Виница, Берово, Македонска Каменица, Свети Николе, Кратово, Пехчево, Чашка, Градско, Лозово, Карбинци, Ранковце, Чешиново Облешево, Зрновци, Илинден, Петровец и Зеленикова. Голема е нашата изборна единица. Добар ден и за најголемата коалиција, за победничката коалиција, за коалицијата за подобра Македонија. Коалиција која во себе ги собира и ги обединува сите граѓани, целиот народ, сите политички партии на србите во Македонија, на бошњаците во Македонија, на ромите, на власите, на турците. Силно ќе победиме. Ја видоа нашата сила, ја видоа нашата енергија, го видоа нашето единство. Уплашени се, не знаат кај тераат. Едни листи не знаат да состават, не па држава ќе воделе. Силно ќе ги победиме. Почитувани, дојде време да ставиме крај на кризата. Дојде време да ја вратиме стабилноста на државата. Дојде време да го вратиме мирот во домовите на нашите сограѓани. Дојде време да им покажеме на сите колку е цврста кичмата на нашиот народ. Дојде време да им покажеме колку е убаво лицето на македонецот. Слушаме, велат, грди биле лицата на македонците. Грди биле лицата на оние кои не сакаат да ја свиткаат кичмата. Грди биле лицата на оние кои не сакаат редефинирање на државата. Грди биле лицата на оние кои не сакаат промена на уставот. Грди биле лицата на оние кои се против двојазичност. Грди биле лицата на оние кои се патриоти. Има ли овде некој кој не е грд? Сите ли сме грди? Па има ли во нашиот народ, во нашите луѓе, нашите дедовци, прадедовци, татковци, мајки, баби, сестри, има ли некој кој не е грд? Сите сме грди, затоа што си ја сакаме татковината, затоа што ја сакаме Македонија, зашто не сакаме да ни ја газат, да ја го менуваат името, да ја го менуваат јазикот, да ја чкртаат, фарбаат и префарбуваат. Видел Заев нешто, ама не видел убаво. Не се грди лицата на македонците. Избрчкани се, измачени се, напатени се. Но тој не може да го види тоа. Како не ги виде брчките на македонците, кои до ден денеска не смеат да кажат дека се македонци, кои до ден денеска не смеат да говорат на македонски. Или тие не го интересираат. Нивните гласови не го интересираат. Не му се важни. Како не ги виде брчките на лицата на стружаните и на кичевчаните? Или и тие не му се битни? И од нивните гласови ли се откажа? И тие не му значат ништо. Како не ги виде брчките на погазените и со сменето име македонци? Од нив не може да се откаже и да сака. Тие на 11 декември ќе му покажат колку е убаво лицето на луѓето, на нашите луѓе, кои што ќе тргнат по победата, кои што ќе тргнат по правдата и кои што ќе тргнат по вистината. Тие ќе му ја отпеат песната и за кичмата, и за јадењето на живи луѓе, и за двојазичноста, и за устав, и за редефинирање на држава, ама ќе му ја испеат песната и за грабежите, и за криминалите, и за приватизациите, и за стечаите, и за богатствата на нивните кланови,
Убава песна ќе биде тоа, ама наша песна. И таа ќе му се види нему неубава. Не сака да ги види брчките, затоа што таму ќе ги види брчките кои што СДСМ 20 на години му ги нанесоа на нашиот народ. На лицата на овој народ се брчките од затворените фабрики, од оплячканите фирми, од стечаите, од 200.000 луѓе избркани од работа, од мафијашката приватизација, од ТАТ и од грабежот на банките. Брчките од алумина, брчките од македонка, брчките од порцеланка, брчките од над 600 други затворени, уништени и оплячкани фирми и фабрики во Македонија. Видел Заев нешто, ама не разбрал. Не е грдо лицето на македонецот. Туку има револт во себе, има бунт, има сила и има решителност да застане против сите оние кои сакаат да не газат, редат и прередуваат. Тој револт е спрема сите што ни ја кројат капата, а сакаат да не направат малцинство во сопствената држава. Бунтот на нашиот народ е силата на нашиот народ. Тоа не се вика грдо, тоа се вика патриотизам, тоа се вика љубов кон татковината, тоа се вика Македонија. Почитувани, ми представува огромна чест да ја предводам листата на пратеници на Коалицијата за подобра Македонија во изборната единица број 3, од Солунска глава до Ченгино Кале, верниот исток на Македонија. Изборна единица во која првпат после долги години, после децении, се градат автопати, се градат гасоводи, се градат пруги, се градат експресни патишта. Првпат после децении во централна и источна Македонија се отвараат фабрики, се вработуваат луѓе. Првпат се отвараат универзитети, клинички центри, театри. Првпат после децении се изградија огромни хидросистеми. Првпат после децении државата со силна финансиска помош ги поддржа општините во истокот да градат локални патишта и неопходна инфраструктура. Првпат после децении нашите луѓе од истокот чувствуваат дека не се заборавени од државата. Ја заслужувале таа поддршка и претходно, но не ја имале. Истокот за сите претходни влади бил запустен дел од Македонија. Затоа ние ја исправаме и ќе ја исправаме и понатаму оваа историска неправда. Ќе инвестираме во инфраструктурата во источна Македонија. Ќе инвестираме во здравството. Ќе инвестираме во образованието, во факултетите во источна Македонија. Ќе ги поддржуваме и понатаму земјоделците, ќе помагаме напорно да се отвараат фабрики во сите градови во источна Македонија, да се вработуваат луѓе и да се подобрува стандардот. Граѓаните видоа дека знаеме да го работиме тоа. Граѓаните видоа дека си стоиме на зборот. Граѓаните видоа дека не даваме лажни ветувања. Денес само во третата изборна единица, десетина странски и повеќе домашни компании направија или во моментот градат своји инвестиции. Се отвараат работни места. Ќе продолжиме да работиме за тоа, ќе продолжиме да градиме и да ги поддржуваме индустриските зони во централна и источна Македонија. Да ја подобруваме инфраструктурата, да привлекуваме инвеститори од странство и да им помагаме на инвеститорите од дома.